Денеска во Министерството за надворешни работи на Украина се одржа и средба со македонскиот министер за надворешни работи. Двајцата министри Кулеба и Османи на оваа говорница зад мене изразија взаемна поддршка не само за спречување на војната, туку и за евроинтегративниот пат, но и за НАТО патот. Секако двајцата министри рекоа дека прво Османи кажа дека ќе ја поддржи кандидатурата на Украина, а потоа Кулеба изрази поддршка за Македонија, која веќе долго време има кандидатски статус, но се уште не е дел од Европската унија. НАТО и Европската унија беа главните работи за кои што се разговараше овде, но сепак не изостана и другите теми, сето она што се однесува на војната. Министерот Кулеба му се заблагодари на македонскиот министер за целата помош, рече дека се што побарале добиле од македонската страна и дека се работи за едно големо пријателство кое ќе продолжи и понатаму. Го прашав министерот Кулеба за тоа дали е можно да има директни преговори на двајцата председатели Зеленски и Путин, бидејќи господинот Зеленски во Давос побара ваква средба, односно побара преговорите да се префрлат на највисоко можно ниво за да престане оваа војна и овие напади, но министерот Кулеба одговори дека тие веќе неколку пати се обиделе да стапат во контакт и да ја организираат оваа средба, но такви изгледи се уште нема, бидејќи, како што рече министерот Кулеба, нема ниту еден позитивен сигнал од руската страна за да се заврши оваа војна или за да се седне на маса на директни преговори и да се разговара за можните услови за завршување на војната. Состојбата е во овие последни денови уште потензична на истокот, постојано Украина, источна Украина е цел на напади и токму тоа и го потенцираше министерот Кулеба како уште еден знак дека руската страна нема намера да седне на преговори. Од Министерството за надворешни работи на Украина во Киев, Кристина Атовска.